Брат ми понекогаш ме нервира. Зошто? Затоа што Топлина и другарца, ама малце со доза на нервоза. да. Да, па дури и се римуваше ова, да. И како зошто те нервира, што ти прави? Здраво. Здраво. Добра си? Да. Добре, дојдав од нашата вселенска станица. Ние денес те викнавме за да си направиме еден разговор со тебе, затоа што сметаме дека си еден вид на стручњак за овие прашања. И пред да започнеме, може да ни се представиш, да ни кажеш како се викаш, каде одиш на училиште, колку години имаш. Да. Јас се викам Надија, имам 8 години и учам во Кочо Рацин. И што правите во училиште? Учиме, пешуваме, не знам, уште нешто, цртаме. Што цртате? Па понекогаш наставничката ни кажува некоја тема, а понекогаш ние. Но некогаш Замислуваме нешто и цртаме. И ти што највеќе сакаш да си замислиш? Еве јас сега ако ти дадам лист да си замислиш некој цртеж, кој цртеж ќе го замислиш? Па многу сакам да цртам природа и како И јас сакам природа, затоа ги ставив овие лисја овде. Гледаш? да, А ти се допаѓа природата кај нас во Македонија? многу. Да? Да. Што би сменила во парк кога одиш кај нас, што би сменила за да биде поубаво, например? Па сега точно не знам, но Сакаш да ти кажам јас што би сменила? може. Јас би сменила, например, има кај мене кај што живеам овде, тука живеам под Кирија затоа што дојдов од месечината, не знам дали знаеш. Знам. Да, патувам со вселенски брод, ама ми се расипа ракетата и паднав овде. И сега дојдов овде и живеам под Кирија и таму има кај мене за палачинки продавница. Како се вика тоа? Палачинкара. Да. Палачинкара. И сите јадат од палачинките, нели палачинките им ги ставаат на такво картонско? Да. И знаеш кај ги фрлаат картоните? Да. На трева, на земја. И што мислиш што треба да направиме за тоа да го решиме, например? Да ставиме повише канти. Па има канта. Има 3 канти и они до кантите ги фрлаат. И јас мислам да не се произведуваат палачинки. Ако нема да се произведуваат палачинки, ја ќе се отидам во Вселенава. Па кај ќе одиш? На Марс. Ама па чекај, нели, ако не се произведуваат палачинки, нема да има картони за палачинките и нема да фрлаат. Или што? Мислиш дека е добро тоа решение? Не. Не, па што казни да им ставаме за фрлање ѓубри. Епа, јас мислам да не знам, не. А чекај, ти ми рече дека ќе одиш на Марс, ако тука не се прават палачинки, толку многу сакаш палачинки? Да. Ти сама ќе одиш на Марс? А нема да ги земеш твоите? Па ако сакаат, сега не знам мама дали сака, Па, или тато дали сака. Па не знам, мама сака ли? Сака? Ќе ја земам тога. Ќе ја земеш и ќе ја носиш на Марс. На Марс има марсовски палачинки. Да? Да, знаеш, таму се солат со звезди. Таму има здрав шеќер и не е обичен, туку вака звезди солат на палачинки. Кој го сочинува твоето семејство, Надија? Не знам да. Моето семејство го сочинува мама Вселенка и тато Вселенко и имам една мачка, исто е вселенска мачката, се вика Симба. Да? Да. И па моето семејство го сочинува мама, тато, брат ми и сестра ми. И моето куќа сестра. Чекај, не може сега и брат и сестра. Епа имам. Па како тоа не може или имаш брат или имаш сестра, не може сега и брат и сестра? Епа сега не знам како ми се родеа двајцата. Треба мама и тато да ги прашам. Мама и тато да ги прашам. Значи имаш и брат и сестра? Да. Постари или помлади од тебе? Постари. Како се вика? Анастасија и Даниел. Анастасија и Даниел. И што за тебе представува, например, сестра? Па сестра, топлина, другарство, не знам. Па уште
Топлина, другарство. А брат? А брат, исто тоа како и сестра. Само брат ми понекогаш ме нервира. Зошто? Затоа што Топлина и другарство, ама малце со доза на нервоза. да. Да, па дури и се римуваше ова, да. И како зошто те нервира, што ти прави? Па ми ги зема работите. Он вака на шала, он ми вика на шала, но понекогаш многу се нервирам за тоа. И зошто ти ги зимате закача за да те нервира? не закача. А Анастасија не ти прави така? Не. Не? Ја не си правам. Ти не за, ти учиш од брати. Ти не за ја нервираш. Може требаше не за да викнем, да прашаме што мисли за тебе. А што сакав друго да те прашам? Те прашувале како помала или можеби и сега те прашуваат кого повеќе сакаш, мама или тато? Си го слушнала тоа прашање? Ме прашува, И што мислиш? Не сакам да ми одговориш на тоа прашање, сакам да ми кажеш што ти мислиш за прашањето. затоа што е многу глупо. Многу е глупаво, јас мислам дека е многу глупаво тоа прашање. Како може да бара да се одлучиш кого повеќе сакаш, човече? Да. И ти што им одговараш? Па кажам дека двајцата ги сакам многу силно. А има такви некои што замараат, што викаат, не може двајцата, мора еден да избереш. Има. Да, и на нив што им викаш? Ништо. Си мовчам. Си чутиш? Да. Да, па да. Да. Фер. Чекај, значи сестра ти се вика Анастасија, брат ти како беше? Даниел. Даниел, а мајка ти? Тања. А татко ти? Дејан. Чекај да ги запамтам. Дејан, Тања, Даниел и Анастасија. Така. Кога ти би била кума на нив, Добро. еве, они никој немаат имиња. Како би ги крстила? За ова треба многу повеќе да размислам. И па, ајде да ми размисли. Напи себе вода, ќе ти дојде. Сакаш јас да ти кажам за моите, може ќе да мотивирам. Може. Мојата мајка вселенска се вика Жаклина, Добро. татко ми Стевко Добро. и мачката Симба. Добро. Јас би ги крстила мачката Симба затоа што јас ја крстив. Мајка ми би ја крстила Силвана, по една пејачка, Добро. што ти не знаеш. А татко ми би го крстила Перо. 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 Така кога ќе го видам на Перо ми личи. Добро. Ај сега ти. Еве, мајка ми, например, бе крстила Теона. Или, не знам, Маја. Зошто? Маја. Така кога ќе видиш на... Па може и две. Знаеш како што има Ана Марија имиња, може да се вика мајка ти Теона Маја. Или Маја Теона. Нели има Ана Марија, Ана Бела, така? И можеш ти двете, ако не можеш да се одлучиш, двете да ги ставиш. Добро. Татко ти? Нека виден, па... Аце. Аце? Да. Аце или Александар Панагалено Аце ќе го викате? Александар. Александар. Зошто по Александар македонски? Да. Да? Александар и Теона. Добро. А сестра ти Анастасија? Не. Нијат. Не знам. А не знаеш, јас викам нијат. Добро. Или може и стои. Анастасија може и стои. Мислиш и стои го погодиле? Да, и стои, да. И стои, добро. А брат те? Даниел? Да. Досадњаковиќ. Така ќе го крстиш? Досадњаковиќ? Леле, кога ќе го види ова, уште толку ќе те закача. А да му пратиме апел на Даниел да не те закача, може? Може. Значи, Даниел, кога ќе го гледаш овој подкаст, јас, како супер вселенко, те замолувам повеќе да не ја закачаш Надја и да не ја нервираш. Затоа што ќе ти го промениме името во Досадњаковиќ. Така? Да. Добро. Сега имам едно тајно прашање. Навечер кога ќе се стемни, кога ќе одите да си спиете сите,
Кој од твојата фамилија јаде тајно? Брат ми. Затоа што Пак он? Да. Човече, каков брат имаш ти? Значи, он и те закачи и јаде тајно? А зошто јаде тајно? Затоа што касно доаѓа. Од работа и пак. А вие го слушате и ви пречи, а? Не, ние не го слушаме, затоа што имаме овако Се спиете и... да, се спиеме И не го слушате. да, А кој е посмешен, мама или тато? тато. Зошто? Кажува подобри вицови? Да. Да? Да. Ке ни кажеш некој виц, ти текнува? Па сега баш не ми текнува. Ама има некај. Имаш TikTok. Не. TikTok. Ама знаеш што е TikTok? Да, знам. Знаеш таму кај што играат, таму прават Да. хореографии. Дали би дозволила на мајка ти Тања да биде Не. Еј, него ни заврши прашање. Зошто? Кој е вака твоето мислење за таа социјална мрежа? Па не ми се свиѓа затоа што некои видеа се стварно не се за малин, не се за под 18 години и не би сакала тоа малите да го гледат. Ни јас не би Ни сакала. ти, и не кеш ни мајка ти да го и да изложуваш на може. Ќе види некој видео за плюс 18. Ти нема биде, да. Значи ако она одлучи да биде тиктокерка, ти Не. ќе нема да и дозволиш, нема да ќе се скарат. Мислам, ако вака правих само хореографии, може. Да, на која песна ќе дозволиш да прави хореограф? Не знам. Не, имаш ти омилена песна? Па... да, само заборив како се викаше. Па и јас ги заборавам така. Сега многу ова апаце ми се свија многу. Ти ја знаеш? Да, ја знам. Апаце, да. Да. Да, и многу често ја слушам, по едно 75 пати во ден. Да? Да, никогаш и против моја волја, ама тоа е. Мора. Што се мора, се мора. Суперхерои гледаш? Понекогаш. Да. И кој тој е мене ми е Спајдерман. Да? Да. Дека го спасува светот со па е жената, да. Па, мене... како се викаше таа на Супермен, девојката. Само... Валентина. Не. Женско, само Женско. како Супермен. Ама... Кристина. Не. Мислам дека се викаше Супергерл. Супервумен. Најверојатно. Не, Супервумен. Таа ти е омилена? Да. Да, сега имам уште едно прашање предизвик. Твојата фамилија, мама, тато, даде и бато, така? Да. Кога би биле суперхерои, кои суперхерои би биле? Мама, Супервумен, тато Бетмен. Па сега нели Супервумен е на Супермен девојката, од кај Бетмен? Па кажев Супермен. Па значи ако мама е Супервумен, тато е Супермен. Па да. Аха, а ти дека рече Бетмен? Не. Не? Да. Значи тато Супермен, Мама Супервумен. бато, Супер Досадњаковиќ. Да. Добро, после ќе те прашам за тоа нешто. И сестра ми... Не знам. Има Спајдермен, Hulk, Catwoman, како се викаше таа индиката? Мулан. Ја знаеш Мулан? Не? Не. Вие ја знаете Мулан? Да? Не? За домашно сите да гледате Мулан. Моана. Ги знаеш? Да. Да. Епа, Анастасија која? Епа... Не знам. Не знам, супер не знам. Не знам. А овој Супер Досадњаковиќ што е? Добре. Например, бидејќи мислам не постои, нема таков цртан, сега ние си го измислив, односно ти го измисли. Како би изгледал вака?
Каква боја мислиш дека би носел Па, мајца, костим, дали ќе има наметка или не, може ќе има крилја, може ќе има, не знам, велосипед, нешто. Па, би имал зелен костим, вака до тука црно, Добро. и тука вака црно, Даниел. а тука се зелено, и ќе пишува Супер Досадњаковиќ, Добро. и од позади ќе му стои, на грбот ќе му стои буквата Д, дека Досадњаковиќ. Така и дека Даниел. Да. Значи двонаменски суперхерој, добро. Еве, и ќе носи вака до тука носи. Каква ќе И биде маска? лицето ќе му биде празно, мислам. Аха, како- маската ќе му биде вака само и од тука ќе му оди. Да, супер. И сега овој Супер Досадњаковиќ, што моки ќе има? Како? Каква мок ќе има Супер Досадњаковиќ? Нели Спајдермен се бори против лошите луѓе со пајажина, Бетмен исто нешто таму лета и така натаму. Овој што ќе прави? Ке досаѓа на сите. Како? Не знам. Што ќе влегува по куќи ќе ги мава со работи. Да. Да. Ама знаеш како можеме да го направиме Супер Досадњаковиќ да биде едукативен? Как? Нели, например, денес, мислам, не знам дали е тоа вистина, јас така имам слушнато, дека многу деца седат само на телефони. Да. Така? Ти познато ти е тоа? После ќе ми кажеш. И што прават на телефони? Играат игри, гледат по сати, како моите другарки. Стварно? Да. Понекогаш стварно. А, Мислам, јас понекогаш со другарками ќе се заиграме повеќе. добро. До 12 седиме. До вечер до 12. Ама повеќето денови си легнувам во 9. А чеке надвор кога ќе излезат? Например, не знам, јас кога ќе излезам со моите другари надвор, не носам телефон. Па не јас, Да. не моите другари. А има некои деца што носат телефони? Не знам, не сум слушнала за таков. Не. Не. А во училиште? Во училиште носат. Да, Понекој. и на час, например, седат на телефон? Не. Не? Не. Наставничката строго им забранува да го извадат на час телефонот. Како и што значи да строго? Па, воопшто ни да го извадат, ни само да видат нешто што им пратил, никој. Мислам, кога ќе им се јават случајно, наставничката тогаш малку се лути, но Добро. им простува. А мислиш дека таа мерка на наставничката е добра или лоша, например? Добра. Добра. Да. Да, рековме дека не сакаме да седиме по цел ден на телефон, Да. така и да. Супер. И што сакав друго да те прашам за телефоните? Зошто мислиш дека денес се седи на телефон? Како? Па зошто, например, се седи толку на телефон? Јас кога бев дете, например, па не седев толку на телефон, си играв по цел ден надвор. Не имав телефон. Па, не знам, Може им е досадно на деца. па може. И затоа овој Супер Досадњаковиќ ќе го измислиме. Брате, Супер Досадњаковиќ ќе оди на сите деца вака што штракаат на телефон, он ќе им фрла игри. Некој ќе го мавне со топка, со ластик, со не знам, со такво за плочка, штлак, за да можат да играат. Ама ова најискрено да го одговориш. Добро? Ветуваш? Да. Сигурно? Кој највеќе хрчи кај тебе дома? Тато. И понекогаш брат ми. Абе, овој брат ти значи се. Тато хрчи и? Смета? Нервира. Те нервира? Не може да се спие човече од него. А уште едно прашање исто најискрено да го одговориш. Како од пушка вака сега. Да. Кој пее најлошо? Брзо. Најверојатно брат ми. Пак Пак брат ти? Добро. Не знам. Леле, Даниел, ика дома, ушите црвени. Но, а вака ако ги наредиш по редослед, брат ти прво најлошо пее, после кој е? Второ.
Не знам. Значи, најлошо, па и тоа е тоа, точка ставаме, да. Досаден, те замара, супер досадњакој, супер херој го направивме, му најдовме таму да биде едукативен и се тоа супер. И последното прашање. Кога би можела да се смениш на еден ден со некој, со кого би се променила? Со мама, тато? Со мама или тато? Ај, малце мама и тато. Па, најверојатно со мама. И што, како би изгледал еден твој ден како мама Тања? Па еве, ке станеш са бајле и што правиш? Би одела во кујна. Во- И И? би готвила ручек. После би готвила... Кој ручек најубаво го готвиш? Доручек. Доручек. Па сега стварно ќе кажам, затоа што стварно можам да го направам. Како Пржено Надја? јајце. Како Надја можеш да го направиш? Да. Знаеш да правиш пржено јајце? Да. Сама? Да, Без никој да ти помогне? без. А овој брат ти знае? Да, знае. Тука не забркна. Мислев нема да знае. Знае, јајце знае да прави. Да. Да, а кафе? Кафе исто знае. Она ти? Ја, да. Да. Па добро, тука не без. И ќе направиш пржено јајце и после? Сега си Тања, не си Надја. После би одела да чистам. Добро, по куќа, по соба. Да. А од Даниел спие, Анастасија спие, Надја спијат сите? Или ги спрегаш по школа по се? Па првен Надја ќе испратам во школа, па Даниел на факултет, Аха. а Анастасија дома седи кога ќе дојде кај нас во Скопје. А Анастасија не живее тука? Не. Кај живее? Живее тука во Скопје, само студира во Словенија на уметник. А, уметник, она може учи начини за да му се спротистави на Супер Досадњаковиќ. Да, за кога ќе се врати да знае да те спаси од неговите закачки. Да. Да, сигурно е тоа. Која супер мок би ја дала на мама? На мама? Да. Да биде брза. Да биде брза? Да. А Знам дека сега брза многу, Мгм. но уште побрза да биде. Да, уште побрза. Да, За колку проценти да биде побрза? 100. Мгм. Добро. И што за тебе представува зборот мајка? Еве, се фативме се за мајка. Топлина, убавина, преградка, после Па добро. мајчина љубов Така. и А татко? татко, Да. сила, моќа исто како сила, после Љубов. љубов, грижа Да. и И не е досаден како бато. да, Да. Да, само што хрчи. да. Да, тоа ќе го смени. Добро. И Надја, за крај да те прашам, дали ти беше удобно во оваа наша вселенска станица и како си помина? Многу убава си поминав и многу ми беше удобно. Да? Ќе ни дојдеш пак? Да, Да те викнеме на уште еден разговор на некоја друга тема, не на тема семејство, нешто друго кое ќе Може. правиме. Може? да. Може сега да мавнеме таму и да кажеме чао. И сега, не само што дојде овде и го направи прекрасен муавет, туку доби една мала награда. Кога ти е роден ден? На 14 септември 2016. На 14. Тогаш си родена. Да. Значи на следниот 14 септември нашиот театар за тебе ќе ти подари анимација роденденска со 50% попуст. Така да мама ќе може да се јави кај нас и ти да си одбереш кој суперхерој сакаш да ти дојде на твојот роден ден. Договорено? Да. Да покажам. Фала ти многу.